Продолжува посетата на владиниот тим на Јапонија. Премиерот Никола Груевски заедно со премиерот на царството Јапонија Шинзо Абе позитивно ги оценија политичките односи меѓу двете земји и ветија и лична заложба и ангажман за унапредување и продлабочување на економските односи, соработката, трговската размена и соработката на полето на инвестициите. На деловниот форум во Токио, каде се презентира поволностите што нашата земја ги нуди на странските инвеститори, присуствуваа менеджери од над 60 компании, претежно од областа на автомобилската индустрија, роботиката, хемиската индустрија, енергетиката, како и представници на инвестицијските фондови. Присутните бизнисмени позитивно ги оценија и поволностите кои нашата земја ги овозможува за инвеститорите и презентацијата на македонскиот владин тим, а некои од нив изјавија дека ќе ја посетат Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика поведе дисциплинска постапка за сите стручни лица кои на каков било начин биле вклучени во случајот со глувонемото дете кое беше сместено во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско. Ке се ревидира и наодот за степенот и видот на попреченост на детето. Случајот темелно и детално го испитуваше социјалната инспекција во рамките на Министерството за труд и социјална политика, при што сето она што го утврди како недостаток или несоодветно постапување на службите е преточено во соодветна иницијатива за покренување на дисциплински постапки за сите стручни работници кои што постапувале по овој предмет, односно и за вработените во Центарот за социјални работи во Битола, поради несоодветно и ненавремено постапување по овој предмет, исто така иницијатива за дисциплинска постапка против вработените кои што несоодветно се грижеле за детето во Бања Банско. Првата група од 100 деца денеска замина на летен одмор во Струга во рамки на владиниот проект за бесплатен годишен одмор и рекреација за семејствата од ранливи категории. Од сега до крајот на август на секој 7 дена ќе се испраќаат нови групи деца, а во текот на летово ова право ќе го искористат 2000 деца. Тарифните потрошувачи од денеска ќе плаќаат за 3,47% поскапа цена за потрошена електрична енергија, одлучи вчера Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на струјата за домаќинствата ќе важи од 1 јули идната година. Според одлуката на комисијата, еднотарифните домаќинства ќе плаќаат по 4,48 денари за потрошен киловат час, а двотарифните 5,59 денари за дневната тарифа и 2,8 денари за ноќната тарифа електрична енергија. Акцизата на цигарите според измените на законот кој стапува на сила од денеска се зголемува за 0,15, односно 0,20 денари годишно, се до 2023 година. Проценките се дека цигарите што се продаваат по 50 денари за 10 години би требало да чинат 90 денари. Данокот и акцизите во структурата на малопродажната цена учествуваат со 75% и може да се очекува да се зголемат цените на цигарите. Сообраќајот во Охрид денеска се одвива според летниот режим, со ограничување и целосни забрани за движење на моторни возила на одредени улици и делови од централното градско подрачје. Во стариот дел од градот движењето на возилата ќе биде дозволено само за жителите на стариот град, кои ќе добијат специјални налепници. Од денеска стартува и временото ограничување на пловидбата на скутерите и чамците по езерата. Скутерите на вода нема да смеат да пловат по езерата во текот на целиот летен период од 11 до 19 часот, додека за чамците ограничувањето важи до 31 август во периодот од 21 до 5 часот секој ден. Премиерот Реджеп Тајип Ердоган ќе биде кандидатот на владеачката партија на правдата и развојот АКП на претседателските избори во Турција во август, соопштија турските телевизии. Кандидатурата на Ердоган официјално ќе биде соопштена денеска на церемонијата во Конгресниот центар на Анкарската трговска комора.